Иако прашањата кои што ќе ги така донесеме до Ана и Горан, зошто Македонија можеби не ги популаризира билјардските спортови, билјард и снукер како светските европски метрополи, сепак ќе се осврнеме на позитивните нешта, бидејќи од ова кусо наше интерактивно дружење со Ана и Горан практично сфативме дека толку многу има капацитет да се збори и ова, да речам, форма на изразување на билјардските спортови е толку убава и широка, што Горан, како велиме, дека ова ќе треба да направиме неколку документарци, можеби со ова, за да го некако можеби дефинираме целиот систем како функционира, од суди до играчи, и како вели Ана, дека сето ова е како односно големиот, како рековте, играч? Да, нашиот голем пријател Најджел Бонд, кој што е поранешен професионален играч во снукер и поранешен финалист на светското првенство, тој вели дека снукерот е како шах со топчиња. Ете, мислам, одлична метафора на она што можеби значи истото. Како и да е, официјално добро дојдовте. Ова е сосема неформална најава за она што ќе следува во продолжение како наша утринска тема. И дали Македонија изобилува со билјард и снукер професионални играчи, и тоа ќе биде поставено. Ќе си го најдете колку имаме и колку сме успешни во светот. Да, така што е официјално едно формално само представување за да ве некако допреме до гледачите. Горан Ѓурчиновски, генерален секретар на Билјард Федерација, и Ана Србиновски, генерален секретар на Снукер Федерацијата и интернационален судија. Односно, како велиме дека денеска жените особено се на пиедесталот во снукер федерациите, да речеме ширум светот, како популарни судијки. Да. Така што чести привилегија да ви имаме, Ана, еве, да речеме во Македонија. Како рековме, 5 има на број? Да, во Македонија имаме 5 лиценцирани меѓународни судии и 3 национални судии. Фантастично. Не знам од каде да започнеме, со оглед на тоа што многу работи имаме нели да споделиме со македонската јавност. Некои од информациите за кои што можеби и ние не бевме свесни, се доста значајни да се споделат во телевизискиот етер за успесите кои што ги имаме, но како започна Иве Горан целата билјард приказна во Македонија, бидејќи вие ќе ни зборувате за билјардот, Ана за снукерот. А инаку имате голем број на фанови, вклучувајќи го колегата Ватко, кој што веќе почна во четвртокот, додека говоревме дека ќе го гостувате неколку убави светски меѓународни признаени имиња, така што има фанови во Македонија, веројатно само медиумски треба да се поддржи темата. Добро утро и од мене, благодарам на поканата, благодарам на пријатната атмосфера пред се вие како домаќини, секогаш големи поддржувачи на нашиот спортови, во еден наврат. Мислам дека во оваа интеракција спомнав дека вие сте единствениот медиум од ваков ранг кој што на национално ниво ги пренесува нашите најголеми успеси. Ви благодарам уште еднаш на тоа. Воедно да честитам и великденските празници на сите гледачи. Билјардот паралелно заедно со снукерот екзистираат во Македонија на институционално, на вака спортско професионално ниво уште од 2019 година, неполни 6 години како организираме државни првенства, односно институционално и на секакво ниво пандан на сите најголеми федерации во Македонија. Инаку желбата и љубовта кон спортовиве, не знам, можеби генетски, можеби од мали нозе, како што разговаравме, растени, живеам во аеродром, каде што во секое мало, во секое делче населено имаше не баре по една, по две билјард маси, каде што таа прва љубов, тој допир со спортов сме го имали уште од тоа, и секако големото влијание на големите бродкастинг куќи како што Евроспорт уште на сателитска на времето. Тоа и го спомнавме. Морам да кажам дека ова беше коинциденција на разговор, дека и моето детство беше во аеродром и практично благодарение на мојата сестра ќе се сложиме дека аеродром беше една од ретките тогаш населби во 80-тите и 90-тите, каде што во секој ќош имаше флиперница и билјард. И така знам дека многумина растевме. И тогаш се можеби затоа е мислењето на народот дека билјардот е нели некоја клубска игра, а не спорт кој што е на многу високо ниво. На жалост, многу од луѓето така размислуваат, но еве веќе низ годините назад, односно како што поминува, како што созреваат условите и за надпреварување во секој поглед се доведува на вистина го поставуваме билјардот и снукерот на правилни нозе, односно онака како што заслужува да биде пандан со сите високо развиени спортови, затоа што стварно е и таков на вистина.
Има ли интерес од младите кај нас или какви се, на која возраст се професионалните играчи денес во Македонија, за кои што вие споделивте и пред малку зад камери дека успесите на меѓународно па и светско ниво се доста големи? Ана? Да, јас ке се надоврзам на тоа што го кажа Гуран во однос на самите почетоци. Институционално во оваа форма во која што денеска постојат двете федерации за билијард и снукер, кои што постојат како засебни федерации по препораки од меѓународната билијард и снукер заедница. Во 2019 година ние одлучивме да формираме федерации со нормално на иницијатива на постоечките клубови во билијард и снукер. И сега од тогаш наваму на едно многу повисоко ниво почнуваат да се развиваат овие два спортови во земјава и нормално тоа резултира и со резултати на меѓународно ниво. Тука особено може да се истакне билијардот, каде што имаме сериозни успеси. Да мислам дека паралелно идеше сликата со Владимир Ѓоргиевски. Тоа е прв освоен медал на континентален собир, односно на европско првенство. Интересно, тоа е спортисти за Македонија апсолутно, спортисти со хендикеп, каде што веќе нели успехот е голем минатата година, но успехот можеби како што се вели во спортските кругови е уште поголем доколку успехот се повтори. Оваа година истото тоа во Талин во Естонија на европско првенство повторно Владче освои бронзен медал. Нашите најдобри двајца јуниори Илија и Андреј во категорија која што е не е ни приближно онаму каде што они треба да стигнат, има време се уште за докажување, се пети во Европа, тоа е на официјален ранкинг. Прекрасна информација. Да, значи има навистина спортовиве два посебно во билјардот и во снукерот од оваа година имаме јуниор кој што помина елиминациона фаза, кој што ни беше еден од примарните цели, го достигнавме со надеж и верување дека тоа уште повеќе ќе го надополниме следниот период. Значи има со што навистина да се пофалиме и за посебно радува фактот што сето тоа е остварено за многу краток временски период. Да, рековте 2019, тоа е практично период кој што добро го помниме година пред календарски пред пандемијата, меѓутоа за кус период добива експанзија генерално билјардскиот спорт, снукерот и билјардот кај нас? Апсолутно, во какви услови, во каква средина беше додека нели траеше пандемијата, да го задржиме тој фокус. Било предизвик. Да, баш било предизвик. Ана може да се надоврза со еден интересен момент. Како знаеш, Николец Нов кој што има Горан, нели баш никнува на сцената во Македонија и тогаш се случува пандемијата, меѓутоа успеавте претпоставам да се справите со предизвиците и пак да биде во фокус некако нели снукерот и билјардот. Да, баш на самите почетоци, кратко после основањето на двете федерации, за прв пат имавме учесници на Европско првенство во снукер и тоа беше во март 2020 година и тоа се поклопи со избивањето на пандемијата, па нашата делегација во Португалија имаше проблем да се врати назад во Македонија. Патешествие, да. Но мислам дека тоа учество на тоа Европско првенство ни даде некаков импулс на сите нас затоа што видовме како тоа професионално се организира и тоа беше голем поттик за целата снукер, па и билијард заедница да ги организираме националните првенства на што по професионален начин. И мислам дека овие резултати што ги спомна Горан се токму резултат. Односно последица на тој мотив што го имавме. Сакав да прашам уште нешто пред да и продолжиме секако за функционирањето, првенствата и така натаму. Нели школите за билјард, снукер низ Македонија. Како податок, најдов дека билјардот некаде потекнува од 17-тиот век. Не знам дали е тоа вистина и дека снукерот веќе добива на експанзија некаде 20-тиот век, можеби ајде како нов поле интерес нели за истражување како билјардски спорт. Да. Тоа е прилично интересен податок да се знае дека пред неколку векови всушност почнува некако да се популаризира спортот кој што не знам во какви делови, дали тоа било можеби интимни делови во светот каде што почнува да се популаризира. Јас спомнам мојата посета во Лувр, чинам дека баш има има билјард маси се тоа, каде што најголемите војсководци на времето, најголемите влијателни личности задолжително имале во нивните приватни делови, во одаите,
нели некој билјард, односно снукер маса, каде што со своите пријатели најблиски луѓе се релаксирале, односно им овозможувало преку играта, преку тој спорт да носат правилни одлуки кои што стратегиски одлуки кои што нели во понатамошниот период значеле многу. Исто така и во Виена, во Шенбурн, мислам дека исто така. Да, исто во Виена, да, таа е се уште отворена за посетителите и интересен факт е, многу интересно и на гледачите. Првото светско првенство официјално во сите спортови одржано во снукер од далечната 1867 година. Воопшто некако светско првенство е снукер, да официјално биде во Шефилд, нели уште од традиционално од 1927. Билјардот малце подоцна, но традиционално овие спортови имаат во светот голема историја, традиција и има многу приказна позицијата од тоа. Значи не бе погрешен во податокот. Апсолутно не. Одличен, да. Горан, велиме спорт, што значи се подразбираат и тренинзи. Можеби ова е налик како шахот, нели тренингот е повеќе можеби не толку физички колку што е ментално, но сепак велите дека и таа физичка кондиција и активност на телото е многу добродојдена за билјард играчите, па и за снукер играчите. Ајде малку околу тој момент, колку не знам неделно е потребно да се тренира за да можете да одговорите на потребите да учествувате на едно европско или светско првенство? Апсолутно, како и сите останати професионални спортови, билјардот и снукерот идентично по сите, по целиот карактер, односно по се она кој што го носи професионалниот спорт, мора да се придржуваат овие спортови, односно посебен начин исхрана, со задолжителни карго вежби. Кој би рекол? Кој би рекол, да, со не знам, со минимално 3 до 4 часа дневно практицирање на овој спорт за нормално за успешност, односно за покажување на некакви резултати. Сето тоа надополнето со, не знам, со организирани форми на надпревари, учество на меѓународни, на интернационални турнири. Сето тоа како еден пакет кој ќе се формулира, навистина се добива впечаток и луѓето треба да знаат, односно целиот аудиториум, дека навистина станува збор за многу сериозни, посебно индивидуални спортови кои што нели дополнително даваат тежина и легитимитет на сето. Обично знаеме дека нели големите спортови во светот кои што бараат физичка активност на сцена и така натаму треба да се одрекуваат од можеби некои своји или да направат преседани животни, ќе се одречат од некои можеби нели животни навики. Ама кој би рекол дека треба да имаш кардио вежби и посебна исхрана за да бидете дел професионални играчи, да бидете дел од вакви големи првенства? Да, тоа е, мислам, не е неопходно, не е пресудно во смисла за занимавање со овој тип билјардски спортови, но сепак препорачливо и нормално дека имаат предност оние играчи кои што се грижат и за телото. Именно, кондицијски. Ана, може ли ја тргнам од себе? Не ги знам правилата за снукер, верувам и голем дел од луѓето. Билјардот горе-долу е малку нели попопуларен, барем и во нашава земја. Какви се, вие сте интернационален судија, споменавме, какви се правилата за да се игра снукер? Да, снукерот е една од билјардските игри. Нормално секоја билјардска игра се игра на маса. Во снукерот конкретно масата има 6 дупки. Се игра со штека, дрвена, и има една бела топка која што е таа топка која што треба да се удри со штеката и потоа целта е со таа бела топка да се удри друга топка. Има 15 црвени и 6 обоени кугли, се внесуваат во дупките по одреден редослед. Но од каде потекнува името снукер, во ситуација кога играчот нема можност, односно нема отворена топка да може да ја внесе во дупката, тогаш тој се обидува да го оневозможи неговиот противник кој ќе дојде на ред по него со криење на белата топка во позиција да не може ни тој да внесе. И тоа е таа така наречена снукер позиција. Од таму и потекнува името на овој спорт. Правилата на снукерот се доста комплексни, меѓутоа мислам гледам се повеќе и повеќе ентузијасти и кај нас во Македонија, особено поради тоа што спортот е многу присутен на телевизија и многу е привлечен за гледање на телевизија. Телевизичен, да. Да, тоа е баш убаво кажавте, да, телевизичен. Тоа баш придонесува кон многу зголемен број на фанови. Гледам веќе луѓето зборуваат за светското првенство кое што се одигрува во моментов. Споменавте дека во моментов се игра светско првенство. На Шефилд. Да, светското првенство во последните, мислам, 47 години се игра во Крусибл театарот во Шефилд.
Тоа е една традиција која што љубителите на снукерот многу си ја имаат при срце. Светското првенство се одигрува секогаш во втората половина на април и почетокот на мај, 17 дена, 32 играчи. Интересен податок оваа година, од 32 играчи 10 кинези. Затоа што во Кина спортот има доживува невидена експанзија во последните 15 на години. Така што тоа е празник за сите љубители на снукерот. А од Европа која земја доминира? Од Европа секогаш Велика Британија, иако тие настапуваат поединечно. Да, тие настапуваат поединечно, меѓутоа од островите таму Велика Британија, Северна Ирска, целиот тој дел таму е тоа е луката на овие спортови. А има ли можност оглед на кинезите и тоа што се многу добри, светското некогаш да се прифрли на другиот крај од светот? Тоа е дебатата што го обременува снукерот во последните неколку години. Франшизерот World Snooker има иницијатива да го пресели светското првенство надвор од Шефилд, нормално заради популаризација во можеби во други делови во светот, меѓутоа тие што се пуристи за снукер се противат на идејата. Да, пак ќе видиме како ќе излезе, имаме уште неколку години. Кога ги гледаш кинезите како играат тейбл тенис или да речеме пинг-понг, тоа јас видам со брзина светлина доста сериозни потези кои што ги имаат. Роботика, да. Баш роботика. Мислам дека како некој да ги управува во тој момент таа брзина која што ја има. Да, маца овој спорт секогаш како што рече колешката Ана, секогаш има некои дебати отворени од тој дел. Маца овој спорт бара и поголема традиција, поголема посветеност, не е баш така шаблонски само да се влезе, да се изигра. И има некоја рафинираност и естетика во изразувањето. И сето тоа најмногу од се има логика. Да. Затоа еден од најголемите умови во човештвото, Никола Тесла, има многу добра дефиниција кажано за овие два спорта, односно за билјардните спортови. Јас ќе го унифицирам, тој веќе кажам дека ќе го цитирам, значи кажал дека билјардот е најсуптилен спорт, најсуптилна игра, комбинација со перфекционизам и со логичност, надополнети со шаховската комбинаторика и логичност. А сето тоа, сите тие елементи дополнуваат, му даваат некој извонреден баланс на човековиот ум со телесната моторика. Сето тоа како еден пакет кој ќе се оформи, добивате нешто навистина совршено според мене. Да, многу поразлично сите овие актуелни спортови кои што ние ги знаеме. Има ли возрастна граница? Дали можат да играат, затоа што умот е во прашање, така? Најмногу во играва. А од фотографиите видовме и многу мали дечиња кај нас, кои што веројатно преувуваат интерес. Во школиве низ Македонија го практицираат овие спортови деца од 7 годишна возраст, нормално колку што дозволуваат физички да може да достигнат масата. Има интересни видеа, клипови, има други прилики кај што се качуваат на скалички, на столче, за да може да достигнат масата и нормално доколку здравието, фала Богу, не држи до, не знам, имаме ние ветерани, првенство ветерани кои што имаат учесници од 70 години, значи без проблем може да учествуваат. И нормално најголемите првенства исто има и во таа категорија за повозрастни луѓе. Има за жени, значи не постои никаква граница. Ни родова, ни балансот помеѓу жени и мажи во снукер и билјардот? Во снукерот во Македонија, за жал, се уште немаме жени што се надпреваруваат во снукер. Само во судискиот дел сме Таму сте подоминантни. Да, но во светски рамки има професионална цела тура за жени кои што се надпреваруваат само во својата категорија, но од пред неколку години и во главната професионална тура која што беше само за мажи, почна да се надпреваруваат и жени, до сега без некои позначени резултати, меѓутоа мислам дека и тоа ќе дојде. Уште една причина плюс за оние кои што се да речеме од третото доба, наши пријатели во пензиските денови, ова е одлична можност некогаш умо да се активира. Да со Цеце, како се некоја господја баш ја сподели на Дојче Веле Македонија, да? Занимливости што сакавме да ги споделиме од светот. Именно така беше за баба на 100 години која што се уште работи во своето кафуле во Италија и служи. И тоа е моментот што како го одржува, нели, одржување на мозокот, работа на мозокот. Без слободен ден нешто беше. Без слободен ден. Така мислам дека ова е сосема совршена можност. Често правите, затоа велам, оние кои што не гледаат тебе се да речеме во своите пензиски денови,
Често имате отворени денови, се не знам дали е тоа во Гран клубот кој што вие во Скопје лоциран, во близина на Паблик Рум или јавната соба, дали таму се случуваат отворени денови, малку повеќе околу Гран клубот. За какво јадро станува збор всушност? Мислам дека Горан е најкомпетентен да Може. зборува за оваа тема. Значи, Гран клуб како најголем билјард и снукер клуб во државата екзистира од 2010 година, почнувајќи со некои си 3 билјард маси и една снукер маса, за да подоцна нормално како расте спортот, како растат побарувањата и желбите кај посетителите, клубот се проширува да денеска добие фасцинантен објект од 13 билјард маси, 3 снукер маси со посебен дел за тренинг центар, посебна сала која што е специјализирана исклучиво за тренинзи за одржување на националните првенства во снукер. Школа нормално во Гран клуб функционира во склоп на спортскиот клуб, поддржана нели од Агенцијата за млади спорт, сега по ново нели Министерство за спорт. Низ држава постојат и останати школи каде што ако вршат акумулирање нели на млади јуниори, млади играчи кои што покажуваат интерес за овие спортови. Инаку тенденција ни е секоја година традиционално преку разни начини на афирмација на овие спортови да ги доближиме посебно младите, најмладата популација, затоа што навистина овие спортови сплет на околности да и мојот син се активно и професионално да се занимава со овој спорт. Значи, да не би било сите тие придобивки, нормално секој си мисли најдоброто за своето дете. Јас, како родител, нели не би го насочил натака. Она што може, ја ги советувам и родителите и еве јавен повик кон сите, нека биде ова, навистина да дојдат преку нашата веб страна, преку начините на афирмација на овие спортови. Кажете слободно страната и социјалните медиуми кои што ги користите за да можат луѓето да побараат, да ве запознаат. Билјард МК е за билјард, снукер МК е за снукер, granklub.mk е за Гран клуб, каде што сите податоци веб страните се може да си дознаат. Сакав само да се надоврзам дека навистина овие спортови посебно кај децата даваат го зголемуваат многу значително нивото на концентрација. Тоа е исклучително битно во овој период кога нели децава се веќе преокупирани со растат со екраните, малце да се трнат од тој свет. Навистина го зголемуваат фокусот, рефокусот, донесуваат во понатамошниот живот, ки му возможат многу полесно да донесуваат правилни одлуки општо во животот. Значи сето тоа треба да го доживеате, го искусат вака на лице место. Имено, ајде да гледаме сега низ призма на таа финансиска добивка. Колку денес комерцијални партнери го поддржуваат генерално билјард и снукерот како спорт и какви се паричните награди генерално? Има, да речеме, големи парични добивки, ако гледаме низ призма сега низ материјалните добивки сега, кога станува збор за вакви меѓународни светски надпревари? Да, генерално нашите федерации се финансираат од самофинансирање, односно од тоа што го плаќаат клубовите и самите играчи, меѓутоа и дел од спонзори. Да, веќе остваруваме веќе неколку години и соработка со спонзори, нормално некоја мала поддршка и од државните институции. Нормално нашите спортови се во зачеток, не може да очекуваме финансирање како што имаат фудбалот или ракометот. Именно. Но ако ги согледаат успесите на светско ниво, да речеме на тоа ниво како е генерално можеби добивката? На европско, на светско ниво значи многу поразлично. Исто да се приближува посебно снукерот, каде што не знам на светско, Ана. На светско победникот добива $500,000 фунти. Тоа е доста висока награда. Посебно сега еве тие некои глобални текови каде што не знам Саудиска Арабија масовно, мислам, многу агресивно влегува во овие спортови, тој источниот свет каде што се финансираат доста и проекти и мислам дека по цела таа конструкција дека ќе завземе на високо место, не баре на најголемите спортови. Да ве одјавиме што ве очекува годинава во поглед на надпревари, турнири?
Па, ќе кажам за билјардот, па ќе го се надоврзам и до снукерот. Традиционално е 6-та година поред. Во тек си е државното првенство на Македонија, нормално во неколку категории, мажи, јуниори, ветерани, се одржуваат неколку турнири во текот на годината. Тоа се 7 мастерс турнири. Сега овој викенд имаме покана до сите љубители, гледачи на овие спортови, можат слободно да дојдат во Гранд клуб, имаме интерес на јуниорско државно првенство, кај најдобрите јуниори ќе завземат учество. Нормално Горан, извини, кај седи публиката еве да го гледа првенството? Имаме направено, имаме. Затоа што нели треба масата да се гледа? Околу масата имаме импровизирани како правиме, да, со столици, со места за седење каде што нормално. Од карактер сите можат. Апсолутно од отворен карактер, покана до сите. Јуниорското првенство, кога околу септември таму ни е купот на Македонија, нормално европското првенство за јуниори ни е во лето, во јули, отворени турнири во околината и надворни за Европа имаме еден куп, така да сегогаш има зашто. Снукерот исто оди државното првенство, сега ни се вратија, Ана, можеш да се надоврзеш за... Ана, предизвини. Да, во тек е 6-та надпреварувачка сезона од националното првенство. Кај нас, исто и како во билијардот, поделени се играчите во А и Б дивизија. Во А се 8-те најдобро рангирани, кои што на крајот од сезоната нормално се бурат за низ целата сезона се бурат за повисок пласман, бидејќи на крајот од сезоната последните двајца ќе влезат во Б дивизијата, а прво рангираните двајца од Б дивизијата преминуваат во оваа елитна група од 8. Имаме 8 турнири годишно, плюс снукер со 6 црвени, јуниорско првенство. Многу активно. Така што покана до гледачите. Тоа значи дека ќе се дружиме до крајот на годината уште неколку пати со цел да споделиме. Да, имаме конекција дека поиме. Така да, и само уште ова да го кажам дека мислам дека добар податок е дека во државното првенство имаме играчи од 16 градови од држава. Значи не е сконцентрирано што многу посебно на Радовак на Скопје. Децентрализација може така, имаме дисперзиране спортот низ повеќе региони низ држава. И тоа ќе ми беше прашањето на кој начин можеби го популаризирате спортот во другите градови, меѓутоа имате сигурно стратегија. Има сигурно, да. Супер. Влаче, дали гледаме Шефилд во моментот светско првенство? Да, палец има таму за. Да. Така што дека се гледа во моментот светското првенство. Ви благодариме многу за овој убав разговор. Споменавме ќе се дружиме повторно до крајот на годината со сите овие убави работи кои што се актуелни се однесуваат на билјардот и на снукерот. Би било супер да адаптираме некоја маса снукер билјард. Не би било супер ние да одиме таму. Тоа сакам да кажам, тука немаме услови, ама затоа таму да направиме таква емисија. Во секое време сте покана апсолутно до вас и до целата редакција. Благодариме уште еднаш. Одлично, ви благодариме и вам.